Жителите на селото Речица секогаш биле врзани за потеклото на својот ген, без оглед дали станува во прашање нивното место на раѓање или потекло на нивни родител, дедо или прадедо. Каде и да се со престој, тие ќе изнајдат поволен момент за посета на родниот крај и при тоа да се сретнат со ретко видените, кои исто така потекнуваат од Речица. Како добра прилика за средба се смета денот на светите врачи Козма и Дамјан, каде секоја година на 14 ноември доаѓаат во црквата посветена на светите врачи, возвишен пред повеќе од 2 децении на темелите од Стара црква. Всушност, денот на светиите ќе ни биде главна тема на овој видеозапис. Рано утрото речанската корија ја исполни звук на црковно звоно, заподуша звуци од блискиот средновековен храм Свети Ѓорѓија, кој назначи за верниците дека започнува големиот духовен празник. Звукот на камбаната пред се го потсети климот на денот, во овој случај за оваа година младиот господин Дејан Ристевски, кој заедно со семејството и цела фамилија ќе мора прв да влезе во црквата. Нели клучевите од храмот се во неговите раце од моментот на прифаќање на кумството точно пред една година. Тој со 3 чухање на духовната порта ќе го најави влегувањето и ќе ја запали првата свеќа, како знак дека од тој момент свеќарникот ќе биде достапен за секој верник. Со Божја волја, со Господ напред, со долга работа тука, со напори, со помош од мојата прекрасна фамилија и тоа е. Јас сум родом од Речица, ова село е моје село. Голема ми е честа што сум денеска тука и што сме дел од оваа црква како кумови. Духовно се чувствувам многу исполнета. Дај Боже да продолжи оваа традиција и понатака. Господ здравје на сите, светите Козма и Дамјан да дава здравје на сите. За многу години да е нашиот празник Свети Кузман и Дамјан, светите врачи, тие биле свети лекари и воедно да му честитам на нашиот кум Дејан. Исто за секоја година ние што имаме нов подвиг, нов кум и како нашата црква од година до година повеќе украсена за да ги прославиме нашите светители. Значи, краткото житие ќе окажеме сега на светите браќа. Тие биле безсребреници и чудотворци. Браќа по тело и по дух, родом негде од Азија, од татко Незнабожец и мајка христијанка. По смртта на татко им нивната мајка Теодотија, целото време и труд ги даде на тоа да ги подигне и воспита синовите како вистински христијани. И Бог ги помогна. Таа незини синови израсна како 2 сладки овошки и како 2 светилники на светот. Беа научени на лекарската вештина и бесплатно им помагаа на болните, не толку со лекови колку со името на Господ Исус Христос. Ги нарекоа безсребрени лекари, бидејќи лечеа бесплатно и така исполнуваја Христовата заповед. Бесплатно примивте, бесплатно давајте. Беа толку внимателни во бесплатното лечење на луѓето, што Козма вистински се налюти на својот брат Дамјан, зашто овој зеде 3 јајца од една жена Паладија, па нареди Козма по неговата смрт да го закупуваат до брат му Дамјан. Всушност, Свети Дамјан не ги зеде оние 3 јајца како награда зашто исцеди болната Паладија, туку затоа што таа
го заколна во Пресвета Тројца да ги земе оние 3 јајца, сепак по нивната смрт во местото Фереман беа закопани заедно според Божјото откровение. Овие свети браќа беа големи чудотворци за време на животот и после смртта. На еден слуга на спиење му беше вовлекла змија низ устата во стомакот и кутриот човек ги издивнеше во најтешки маки. Ако во последен миг не ги повикаше, напомо светите Козма и Дамјан. Така ги прослави Господ со чудотворство за секогаш оние кои што го прославува Бога на земјата со вера, чистота и милост. Значи, ние треба нашиот живот, колку што можеме, да се жртвуваме еден за друг, да си помагаме. Значи, не е све до парите, ама жалосно што денеска дојде материјалното пред духовното. Така, ќе си продолжиме сега, го чекаме свештеникот да дојде и со убаво, со радост да го прославиме денот за многу години. Јас доаѓам години наназад овде и секоја година сум пријатно изненаден од вашите потези по прашање на разлюбовување на храмот. Само што не ве прашав што планирате. Вака сега, од секоја година во година, како што сме членови на црковниот одмор, пред тоа ни беа по старите, сега дојдовме по младите, се гради, кујната се изгради. Значи, јас би сакал, ако мојте еден ден некој конача се изгради, например, да... Так, толку ни е местото, не е поголемо, ама ќе дајт Господ некој подвиг да направиме, да се прошириме. Убаво би било и камбанарија една се изгради, значи... За сега Господ отварат што ќе биде натака и натака. Не можеме са да кажеме конкретно. Битно, све што народот што си дават вака некоја паричка што се збират, таја се користи све правилно како што треба за црквата, како што би рекли од народ за народ. Ова е све народно, ова ништо не е наше. Све ќе го ставиме за наследство и така и ние и другите и пред тоа генерации све како што идат да си се све како што треба. Наскоро започна црковното пеење, односно свечената литургија. Црквата Свети Врачи не е градена со голем просторен раскош, ама за таа прилика доволно комотен за да ги прими сите членови на кумството и за понекој упорен верник за слушање на литургијата. Другите верници слушаа од влезната врата, а некои само наслушуваа. Си возрадувај го благоверниот и христови православен народ наш, давајќи му победа над противниците, да го има твоето оружје на мирна победлива победа.
и сега и секојаш во вечни векови. Амин. Се воспеа на Богородица како страшна и сигурна застапница, приземи благодатта нашите молитви. Утврди го православното учителство, спаси го нашиот православен народ, кому се поведа да влада и бъде му победа, бидејќи си го родила Бога единствена, благословена. Помилуј не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, услиши не и помилуј. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи Уште се молиме за помилуј. благочестивиот православен народ наш. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи Уште се помилуј. молиме за високо преосвещениот митрополит наш Ѓорги и за светово Христа, наше братство. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Уште се молиме за сите браќа и за сите христијани. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Зашто си милостив и човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Во името на Господа благослови Оче. Слава на светата едносушна, животворна и неразделна Троица, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Слава на Бога во висините и на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Слава на Бога во висините и на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Слава на Бога во висините и на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Господи, отвори ми ги устните и мојата уста ќе те фали. Господи, отвори ми ги устните и мојата уста ќе те фали. Господи, колку многу се намножи претелите мои мнозина, се крај против мене мнозина велат, душата моја нема спас за него во Бога, но Ти, Господи, си застапник мој, слава моја, Ти ја подигаш главата моја. Со гласот свој викам кон Господа и Он ме слуша од својата света гора. Легнувам, спијам и станувам, оти Господ ме чува. Не се плаш многу илјади луѓе, што од сите страни навалиле на мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мој, што Ти ги поразута мои непријатели и им ги здробува забите на грешниците. Од Господа спасението, Твојот благослов, нека биде народот Твој. Господи, услишија молитвата моја, чуј го моленето мое пред Твојата вистина, услиши ме пред Твојата правда и не стапуве во суд Твој слуга, зашто пред Тебе нема да се оправда ниту еден од живите. Непријателот ја прогон душата моја, го пони за животот ме до земјата, ме остае во темнина, како оние кои се одамна умрени, опан духом е во мене, се вознемени во мене моето срце. Се сетив на дамнешните дни и размисли Твои дела, разсудата Твоите раце, ги противна кон Тебе рацете мои, душата моја жена за Тебе косува земја. Услиши ме поскоро, Господу, кој ме малакса, не одврајке го своето лице од мене, за да прилегам на оние што слегуваат во гроб. Соопшти ми утрата милост Твоја, зашто на Тебе се надевам, Господи. Покажи ми го, Господи, патот по кој да одам, зашто кон Тебе вознесувам душата моја. Избави ме, Господа, моите непријатели, што при Тебе прибегнав. Научи ме според волјата Твоја, зашто Ти си мој Бог. Твој благ дух нека ме води по прав пат. Заради Твоето име, Господи, ќе ме оживееш пред Твојата правда, ќе избавиш од неволја душата моја. Според милоста Твоја истреби ги непријателите мои и погуби ги сите кои ја измаѓу душата моја, зашто јас сум слуга Твој. Услиши ме, Господи, по Твојата правда и не влегувај во суд Твој слуга. Услиши ме, Господи, по Твојата правда и не влегувај во суд Твој слуга. Твојот благ дух нека ме води во земјата на правдата. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Алилуја, 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 слава Ти, Боже. Алилуја, 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 слава Ти, Боже. Алилуја, 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 слава Ти, Боже. Упование наше, Господи, слава Ти. Денес по Македонија и на Балканите има многу храмови посветени на овие свети лекари и чудотворци и нивното почитување по Божја промисла е големо. На иконите овие свети се представени како лекари, кои во своите раце држат лекарски прибор, со тоа покажувајќи го својот лечителен животен подвиг. Покрај овие двајца светители,
постојат уште два пара на светители кои што се викаат Козма и Дамјан. Светите Козма и Дамјан од Рим, кои се празнуваат на 1 јули, и светите Козма и Дамјан од Арабија, кои се празнуваат на 17 октомври. Нека светите браќа, свети Козма и Дамјан не бидат молитвени застапници пред престолот на Севишниот Троичен Бог, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Нека е за многодини денов, до година по радост и повесели. Свети Козма и Дамјан постојано да бидат застапници пред Бога за сите нас, да излечат од сите наши немоки, телесни и духовни. За многодини. Како што е ред од сега, ќе излеземе надвор, ако ја крстиме водата и ќе ги пресечиме празничните колачи. За многодини. Со завршување на литургијата, свештеникот ги повика верниците да излезат пред црквата поради осветување на лебот и пченицата, со што се појави можност за поголемо учество на верниците. Цару, благослови ги овие семиња, пченицата, виното и елеот, и освети ги оние што ќе јадат оние, зашто во Твоја слава и во чест на светите Козма и Дамјан и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ова се принесе од Твоите раби. Затоа, добар Боже, на оние што ова го украсили извршуваат спомен, подари им се што просат за спасение и за наслада на Твоите вечни блага, по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и Пристодева Марија и на светите Козма и Дамјан, чиј спомен го празнуваме на сите Твои свети. Зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на безпочетниот Твој Отец, единородниот Твој Син, и пресветиот и благ, и животворен Твој Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот со Твојот свет Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови, пченицата, виното и елеот со Твојот свет Дух, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. Ова беше откупно, така? Во слава и во чест на светите Козма и Дамјан, примја се штедри ова жртва во Твојот на небесен свој жртвени. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во слава и во чест на светиот Козма и Дамјан, примја се штедри ова жртва во Твојот на небесен свој жртвени. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Во слава и во чест на светите Козма и Дамјан, примја се штедри ова жртва во Твојот на небесен свој жртвени. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Дај пајцата да се скрши. Поголема, немате некоја пајца за голема повеќе? Сега. Ај, не мора. Святи мученице, же добре страдачество ваше и венчавше ся, молите ся ко Господу, помилувати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, еже проповед Троица единосушная, Исаия ликуй, дева им его чреве, и роди сина
Емануила, Бога же и человека, восток имя Ему, Его же величающе Дево, ублажаем. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Ајде, куме. Христос посреди нас. Христос посреди нас и ќе биде. Во името на Отецот, Во името на Отецот, Синот, Светиот Дух. Христос посреди нас и ќе биде. Ајде, опречи се. Честито и благословение. Спаси, Господи, Люди Твоя и благослови достояние Твое, победим се православни християном нашим, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояние Твое, победим се православни християном нашим, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи всех православных християном нашим, нас опротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Ще се молиме за здравје, мир и спасение на чедата Божи, Дејан, Миле, Николина, Љупка, Богдан, Мирјана, Катерина, Даниел, Ивана, Давид, Наум, Антонио, Димче, Ленка, Александар. Уште се молиме за сите тука присутни, со нивните блиски. Бог да ги укрепи сега секогаш и во вечни векови. Святи безсребренице, чудотворци, Козмо и Дамјане, посетите немощи наша, то не пријасте, то не дадите нам. По молитвите на светите Козма и Дамјан, и на сите свети, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Нека е честито и благословено. Честити и благословен денов. Наку мојте Бог по молитвите на светите Козма и Дамјан ни подари здраве, мир и спасение, и на сите нас да ни бидат застапници пред Бог. Баш сега ми некој за до година дали се пријавија некој да биде кум. Так, ај нека му биде честито и благословено. На прашање на свештеникот кој ќе биде следниот кум не се јави никој, ама за кусо време дознавме дека кум за наредната духовна средба ќе бидат Дарко и Лидија Недановски, кои не успеале да дојдат до моментот на верификација на кумството. Нека им е со среќа кумството. Во меѓувреме сакавме да ја видиме состојбата во црковната кујна и трпезарија низ кои во текот на денот ќе поминат сите присутни верници. Дознавме дека црковната кујна работела претходната вечер и ноќ како би обезбедила најмалку 400 оброци за секој присутен верник.
Со оглед на фактот дека е денес посен ден, полесно ви за спремање. Дали сум во право? Мало е по-тешко, нема другото. Така ли? Озбилно. Да. Еве подготвивте и вкусна грабче. Така е, така е. Но 400 обручи така, некаде. Тоа е. За 400 порции, рекол. Так. Кажете ми, ноќта е мала за да се подготви се во ова. Како успеавте? Па цела лек работи, свеш. Од 12 до вечер. Имавте ли помагачи за сецкање на хромиче? Јас то сам работам, то све, разбере, брате. Види, нема проблем. Изгледа премногу Па сега, шо е... вкусно, премногу вкусно подготвувате и затоа како да не ве минуваат како мајстор кувар. Здравие, тоа е точно така. Сега, те кажат гостите. Полесната категорија? Полесна категорија. За кунска Мислам дека има и мајстор. за вас има надва без шеќер. Благодарам, ќе се послушам. Така ми рекоа. Кажете ми во која улога сте овде? Моментално само кафе. Добро. Моментално само кафе. Во меѓувреме заврши инсталирањето на звучната опрема, која за неколку моменти ќе свири и пее во интерес на доброто расположение на верниците, ама најнапред ќе се искористи за јасна порака при така наречената лицитација на црковни подароци. Тоа е всушност уновчување на црковните подароци за фондот за доизградба и одржување на црковниот простор. Ќе забележите, ако почетната цена е вистинската вредност, верниците имаат право на зголемување со својата заинтересираност и тоа неколку пати повеќе, само да се влеат што поголеми средства во фондот за одржување. Еве неколку моменти од лицитацијата. Драги верници, пријатели и гости, сега сакам прво да ве поздравам, а после да ви кажам дека почнуваме со лицитација на поклоните што се донесени за црквата. Мојме да стартуваме, ево да речеме сега, со еден пешкир поголем и масло 200 денари почетна цена. 300. Ало, 200 веќе даено е. 300. 500. 600. 600. Со здраве да се служиш. Исто масло со пешкирче помало 150 денари почетна. 200. 300. 400. 500. 600. Продаено. Масло и пешкирче 150. 500. Даено. Одиме понатака. Чекай бе овде. Любче, како реков, ние по 100 денари имаме? 150. Почетно масло и чорапчиња стотка. 200 со здравие да се служите. Исто 100 денари масло и чорапи. 150. 200. Те молам без расправи. Кој ќе дај повеќе, тој ќе земи. Реков не колку, 200. Готово.
Стотка чорапи бели и масло. Стотка. 200. 200. Ајде Лено. 100 денари масло чорапи. 100 денари. 200. 300. 300. Собра се. Ајде сега. Ја збунив лебата. Имате. На, кој беше за 300 евра? 300 дете го. Подготвена е за користење и црковната трпезарија. На почетокот ќе застанат свештениците и другите места ќе ги исполнат верници. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го јадењето и пиењето во овој дом, во ова село и во целата наша татковина и во целиот свет, духовното и телесното, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин. На здраве и на спасение нека ви поведете се. На почетокот ќе застанат свештениците и другите места ќе ги исполнат верници. Како доликува духовно, свештеникот е тој што ќе го благослови ручекот и ќе назначи негов почеток. Се разбира од кога ќе ручаат, ќе станат, како би направиле место за другите верници, односно за другата софра, а ќе има онолку поставувања додека не руча и последниот добродојден верник. Сега, пошто е секако под конец, време е да слушнеме глас од големата електронска инсталација на музичката група Престиж, а тука и познатиот интерпретатор на народни песни Методија Столески. Таков е редот, првото оро ќе мора да го поведе кумот, заедно со црковниот бајрак, на чело. Како носители на бајракот ќе се изменат сите членови од кумството. Се надевам дека ќе уживаме во прекрасна македонска музика и да го поканиме кумот да го поведе орото. Ајде куме, може напред.
сонцето рано изгрева. Таму росата цвеќе милува, нешто птицата љубов опеа. Солзи радосници срцато пеа. Гледај прекрасно сино езеро, оде љубов да нема граници. Гледај ливада светна рамнина, оде древесната е од амнина. За многу години македонци, каде и да се, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема, за вечна да и биде среќата на Македонија. Од срца изгоре, овде виното души отвори, овде момите се заљубење, момчиња времето не загубење. За многу години македонци, каде и да се, за многу години мој народе на Македонија. Со љубов сега да наздравиме, љубов голема, за вечна да и биде среќата на Македонија. Што ме разбуди, стара мајко, пусто срце ми е урно. Од јадови за деспина, вчера мајко ја посршија. Од јадови за деспина, вчера мајко ја посршија. Две музики свират џалби, една весела, друга тагона, прва за неја
bara majko od mene. Svite veseli ta sozi dve, troška bara majko od mene. Ne muziki svira čalgi, jedna vesela, druga tagovna. Prva zaneja, teja svatovi, druga za mene, žal za desvina. I da svirite, i da pete, žal za desvina. Neke Викаат голем е денот кога се пее и игра, колото ќе го предводат присутни верници и личности познати во средината. Таков беше и случајот со газда Митре од селото Плаче, че игра до крајот на денот до степен на измореност и на верниците и на музичарите. Следи и порака до речани: в година да ве има што повеќе. Да сте ни здрави и живи. Па да си гледам, бабо, раклишките моми. Па да си ги гледам, бабо, раклишките моми. Раклишките моми, бабо, раклишките моми. Раклишките моми, бабо, сите убавици. Раклишките моми, бабо, сите убавици. Selo Ravica, od levata strana, babo, selo Ravica, a od desna strana, babo, a od desna strana, a od desna strana, babo, našto malo grače. Strana, babo, našto malo grače. Sestra kani vrata na večera. Ajde vrate da večerame. Ajde vrate da večerame. Večerajte sestro, ne čekajte me. Ja su bilo sestro umejana.
sum bilo sestro sestro, sum se opilo, golem zulum sestro, som napravilo. Golem zulum sestro, som napravilo. Sum zaklalo jedem, sina majka, ajde brate, da večerame, zakrvni na vrate, kolaj biva. Zakrvni na vrate, kolaj biva. Sestra ima vrate, devet sina, che prežali ed nosine majka che prežali prežalila majka najmalo to majka najljubavo to najljubavo to. Ajde, odime na pesma specijalno za gazda Mitre. Ajde, odime živa. Domakine, dobri gosti ti dojdoja. Domakine, dobri gosti ti dojdoja. Dobar aver ti donesoja. Dobar aver ti donesoja. Ajde, gazda mine.
Hrvatsko dete. Ako smiješ, gazda mi te razudi se. Ako smiješ, gazda mi te razudi se. Ako piješ, razveseli se. Ako piješ, razveseli se. More samo jedna imam istina, ima jedna Makedonija, dele teja parče teja. Pake vide naša najmila, more dele teja parče teja. Pake vide turdo soluna. Makedonijo, ti si biser balkanski. Sloti biri Egejsi, sopisni vodi vardarski. Makedonci na glas zapejte, makedonsko igrajte, majka mila slovnete ja. Živa bila Makedonija, majka mila slovnete ja. Da je živa Makedonija. Stojninite očile mamo, crni šerešovi. Stojninite vekile mamo, morski pijavici. Stojne vre, stojne, stapni mi na noga. Jer vre dilber, helaj mi na koga.